Час од емисијата, а продолжуваме понатаму со важна општествена тема. Фондацијата за многообразовни и културни иницијативи Чекор по Чекор во соработка со Сдруженијето за промоција и развој на инклузивно општество Инклузива и Сдруженијето за давање услуги на лица со попреченост Хендимак започнаа со спроведување на проектот Биди Ин, Биди Инклузивен, Биди Инклудиран. Станува збор за проект кој што ќе се реализира во следниве 3 години, а има за цел да обезбеди целосна и рамноправна вклученост на децата со попреченост во редовните основни училишта. Токму преку овој проект оваа учебна година 300 ученици од цела Македонија ќе добијат училишни стипендии. Сите детали на оваа тема ќе ги дознаеме од госпоѓа Бранка Џајковска од фондацијата Чекор по Чекор, која што сега ќе ја вклучиме во живо. Најпрво еве можност да ги поздравите слушателите на Плей Радио и ви благодарам што одвоивте време за овој разговор. Добар ден, Ирина, и вам и на вашите слушатели. Би сакала видност на вочитоко да ви се заблагодарам на поканата. Така, ајде најпрво да позборуваме за самата идеја за создавање на ваквиот проект со кој што навистина нудите конкретни бенефити за учениците со попреченост, но и за нивните семејства. Потребата од ваков проект мислам дека е повеќе од видлива. Како што знаете, децата со попреченост е една од најранливите групи и категории во нашата држава и за жал многу често се и надвор од процесот на образование. Токму тоа и целта на овој проект, баш како што најавивте, овој проект има за цел да обезбеди целосна и рамноправна вклученост на децата со попреченост во редовните основни училишта. Нема многу достапни извештаи за тоа колкава е вклученоста на децата со попреченост во нашата држава, но тоа што имаме на располагање, како што извештаат на Народниот правобранител, знаеме и дека е нотирано дека е многу мала вклученоста на учениците со попреченост во редовните училишта. И токму поради тоа овој проект ја има таа цел да ја зголеми оваа вклученост, но оваа вклученост да биде суштинска. Намерно ставам акцент на баш овој збор суштинска, затоа што ни е важно не едно дете само да го донесеме во училница, туку тоа дете да му направиме услови да може во целост да го развива својот потенцијал, да биде важен член на таа училишна и оделенска заедница, понатака и на целокупното општество. Само на почетокот би сакала, Ирина, да напоменам дека овој проект е финансиран од Европската унија и се спроведува во соработка со Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието. Така, имате навистина една одлична идеја која што од сега па во следниве 3 години секако ќе се реализира. Она што е важно, спомена во најавата дека оваа учебна година 300 ученици од цела Македонија со попреченост ќе добијат училишни стипендии. Кажете ми што се вклучуваат тие стипендии и како да се пријават сите заинтересирани. Особено ни е задоволство бидејќи имаме прилика денеска да поразговараме со вас за стипендиите. Од техничкиот вчера е отворен повикот за аплицирање за добивање стипендија и истиот е достапен на веб страната на фондацијата Чекор по Чекор, како и на веб страната на Министерството за образование и наука. Точно како што најавивте, ќе се доделат како дел од проектот оваа година 300 стипендии, а следната година ще дополнителни 150 ученици ќе имаат можност да се стипендисти на проектот Биди. Оваа година стипендиите се однесуваат на ученици кои што ќе се запишат во прво оделение или ќе го продолжат своето образование во второ оделение во оваа учебна година. Освен главната цел која што е и на проектот, како што веќе кажав, да се подржи проактивното вклучување и запишување на децата со попреченост во редовното образование во редовните училишта. Овие стипендии верувам дека ќе бидат и од голема помош на родителите на децата со попреченост во надминување на трошоците кои што произлегуваат од попреченоста на учениците, поврзани со нивното школување, специализирана опрема, често трошоци за терапија, транспортни трошоци и слично. Да ги информираме вашите слушатели кои што се можеби родители, старатели на деца со попреченост и би можеле да аплицираат за оваа стипендија. Да се аплицира потребно да се пополни пријава која што е дел од огласот и е достапна на веб страната, да се има потврда од училиште за редовен ученик во прво или второ оделение и да се достави документација за видот и степенот на попреченоста, тоест наот и мислење. Рокот и можноста да се аплицира е до 30 септември. Сакам да ги информирам исто така вашите слушатели дека овие стипендии може да се задржат и да тие кои што се добитници или се стипендисти оваа година да останат стипендисти до крајот на проектот, кој што, како што кажавте, во време траење на 3 години. Редовноста на учениците ќе биде главниот услов за задржување на стипендијата,
Дополнително со оглед на тоа нели во каква ситуација сме во моментот со пандемијата од COVID-19, сакам да ги информирам заинтересираните дека и оние кои што одбрале нивното дете да следи наставата онлайн, и оние кои што одбрале да следи наставата со физичко присуство имаат право да аплицираат за овие стипендии. Ние заедно со инклузивните тимови во училиштата ќе развиваме планови за редовност и вклученост, суштинска вклученост на учениците во наставата, со цел нели да секој дете може да го исполни својот потенцијал и на тој начин ќе следиме и вклученоста на секој дете кој што е стипендист во програмата. Така, кажете ми по кој принцип ќе се врши изборот на стипендисти доколку се пријават повеќе од 300 ученици со попреченост, затоа што верувам дека во овој обемен проект планирате да ги вклучите сите оние кои што ќе покажат интерес и ќе им понудите можност за стипендија. Така, апсолутно целта е да можеме да опфатиме што е можно повеќе деца. Во оваа, како што кажа, во оваа година можноста е 300 ученици, ако се случи да имаме повеќе апликации од 300, ние направивме некои дополнителни критериуми со цел да можеме да дадеме предност на оние на кои што оваа стипендија најмногу ќе им користи. Едната главна карактеристика, едното главен критериум секако е да се запишуваат во редовно основно училиште. Ќе има можност и деца кои што се дел од центрите за поддршка на учењето и основните училишта со ресурсни центри, тоест посебните паралелки во редовните училишта и посебните основни училишта да аплицираат и да бидат добитници на стипендијата, но само мал број од секупните стипендии може да бидат насочени кон учениците кои што учат во овие училишта. Главно ќе се стави акцент на оние кои што се запишуваат во редовните основни училишта. Ќе се даде предност на деца на самохрани родители, деца од семејства каде што имаме еден или двајца невработени родители, деца од згрижувачки семејства, деца кои доаѓаат од многодетни семејства или пак деца каде што во потесните семејства имаме и друга личност со попреченост, друг член на семејството кој што со попреченост. Сакам да потенцирам дека ќе се води особена сметка за еднаквата родова застапеност на сите стипендисти. Така, според критериумите кои што ги објаснивте, навистина овие стипендии ќе одат во рацете на учениците со попреченост на кои што тоа им е навистина најпотребно. Освен стипендиите за кои што детално објаснивме се, кажете ми кои се следните активности кои што се планирани во рамките на проектот BIDIN. Така, стипендиите веројатно ќе бидат онако што проектот биде инклузивен, биде инклузиран, ќе биде и најпознат со оглед на обемот и бројот на стипендии, но со цел да воспоставиме еден холистички пристап, тоест да можеме да ги вклучиме сите ученители во процесот, и учениците, и родителите, и наставниците и училиштата. Имаме и други активности кои што се планирани како дел од проектот. Ќе реализираме обуки за членовите на инклузивните тимови, се со цел на училиштата да станат една стимулативна средина за сите ученици, каде што секој ученик може да го најде своето место и да може да се развива. Ќе спроведеме и кампањи за подигање на свеста со цел да промовираме важноста од инклузивно образование. Ќе се обезбеди дополнителна туторска поддршка за нашите стипендисти, а особено интересно ќе биде и тоа дека ќе доделуваме и грантови за училиштата со цел да тие поддржат својата поддршка, но и пристапноста во училиштето. Знаете дека во дел од училиштата во нашата држава се непристапни, дури физички да може да пристапат лицата со попреченост, така што се надеваме дека со овие грантови дел од проблемите кои што ги имаме со пристапноста во училиштата ќе може да биде надмината. Така, на овој начин како што објаснивте ги опфаќате оние најбитни елементи кога станува збор за образовниот процес на лицата со попреченост, затоа што не нудите стипендии само за учениците, туку внимавате и на тоа какви ќе бидат условите во училиштата. Кога сме веќе на таа тема, сметате ли дека во земја во учениците со попреченост се третирани соодветно, колку има услови за квалитетно образование и стручен кадар кој што работи посветено на оваа категорија, на вистина будењето на свеста на лицата за лицата со попреченост и нивната правилна инклузија во општеството и во образовниот систем се вечна тема, но докаде сме во пракса по ова прашање? Да, благодарам за прашањето. Нашата фондација се зазема за подобри образовни услови за секој дете повеќе од 25 години. Тоа што ние сме го забележале од нашата работа, како што спомнавме и претходно, нешто е веќе нотирано и во одредени извештаи. Вклученоста е навистина не е почната денес, инклузијата не е почната денес, но имаме, мислам дека уште многу пред нас на патот на остварување на една суштинска вклученост на учениците со попреченост.
Така што мислам дека сите фактори треба да работиме заедно како би постигнале една заедничка цел. Ме прашавате за кадарот кој работи со учениците со попреченост. Верувајте, во нашите училишта наставниците работат навистина посветено и се трудат на секој можен начин да ги вклучат децата. Но тоа што барем они самите ве низ нашата работа што се забележале многу често кажуваат, тоа е недостатокот на специјални едукатори или лица кои што ја познаваат оваа проблематика многу подобро да се вработени во училиштата, не само со цел да работат со учениците со попреченост, туку и да дадат подршка на наставниците при подготовка на нивните часови, при подготовка на нивните наставни планови, со цел да може наставникот да го подготви тој час на начин кој што ќе може секој дете, вклучително и детето со попреченост, да напредува. Така што тоа е една работа која што многу често се споменува и сметаме дека е важна да се сподели со цел инклузијата или да подигнеме на едно друго ниво. Мора да потенцираме сега дека и во законска некоја смисла имавме многу позитивни движења кога е оваа тема во прашање. Во минатото, знаете, новиот закон за основно образование, инклузијата навистина ја стави во центарот на законот и многу обрна внимание на прашањата што се поврзани со инклузија, така што сега треба сите заедно да се посветиме, да работиме на некои наши, можеби внатрешни стереотипи кои што секој ги има или некоја стигма која што постои во општеството. Многу често слушаме некои негативни примери на одбивање од родители да нивното дете учи заедно со дете со попреченост и така натака, но сметам дека секој од нас индивидуално треба да работи на тоа со цел да можеме да создадеме општество на каде што секој од нас има можност да расте и да се развива. Сакам уште еднаш да ја потенцирам и улогата на медиумите, значи вашата улога во подигнувањето на јавната свест, бидејќи ме прашавте за подигнувањето на јавната свест. И уште еднаш да се заблагодарам на вашиот медиум кој што секогаш одвојува време за овие општествено важни прашања, како што кажавте во најавата, и вашиот интерес да следите нашата работа. И верувам дека сите заедно, доколку секој не ви дадеме свој придонес, сите заедно ќе успееме да создадеме едно заедничко напредно и инклузивно општество. Така, јас навистина многу ви благодарам и за вашата соработка со оглед на тоа дека треба и фондациите, како што е пример вашата фондација Чекор по чекор, заедно со медиумите да создадеме една вистинска свест, затоа што едукацијата кај луѓето за лицата со попреченост е од клучно значење за да се разбуди свеста и да успееме сите заедно лицата со попреченост да бидат во вистинска смисла, не само на збора вклучени во општеството на правилен начин. Ние како медиум ќе продолжиме да соработуваме со вас и верувам дека Чекор по чекор заедно ќе постигнеме многу нешта, правите нешто навистина многу корисно и практично, затоа што во овој проект кој што го презентиравте нема празни зборови за инклузија, имате конкретен план кој што сум сигурна дека ќе го реализирате, така што ние ќе бидеме тука за сето она што како активност планирате следно да го направите и верувам дека овој разговор допре до целата публика, но најважно верувам дека слушна сите родители и старатели на дечињата со попреченост за оваа можност за стипендии. Ви благодарам и јас уште еднаш што одвоивте време и на вашите слушатели им посакувам убав ден. Така, ви благодариме и на вас. Тоа беше госпоѓата Бранка Џајковска од фондацијата Чекор по чекор. Ние сега продолжуваме понатаму со добра музика.